Crveno momčeto ti je zaspalo, momčeto ti je zaspalo, na kara kamen planina, na kara kamen planina, nasuva rida bez voda, mi pominale hajduti, gunčeto mugo ukrale, gunčeto mugo ukrale, vmeana mugo продале. Добродојдовте во уште едно дружење со нашата емисија Шанк. Овде на нашиот Шанк, како што можете да видите и како што видовте веќе по тоа на почетокот, тоест по песната Дафено вино црвено кој што интерпретираше девојчето, значи веќе знаете дека имаме една млада пејачка тука на нашиот Шанк, а станува збор за Марија Панчурева. Добродојде Марија во нашата емисија Шанк. Здраво, значи јас сум Марија Панчурева, имам 12 години и... Сега си седмо оделение, Оделение, да. Значи, Марија Панчурева е учесник на нашиот фестивал Јојо и затоа еве една причина поради која што ние ја повикавме во нашата емисија Шанк. Инаку да кажам реално, причината поради која што ја повикав Марија во нашата емисија Шанк е тоа што нејзините баба и дедо живеат блиску до мене, па таа беше на гости кај нив и јас додека се шетав по дома слушав еден прекрасен глас и решив да прашам за кого станува збор и тогаш ми рекоа дека станува збор за Марија Панчурева, која што исто така била учесник на Јојо фестивалите, па бидејќи нашата емисија Шанк има за цел да ги открива сите таленти кои што се појавуваат овде во општина Струмица и пошироко во југоисточниот регион, решивме еве ние да ја испрезентираме малку повеќе Марија Панчурева со нашата емисија Шанк. И сега има трема Марија? Па не баш. Прв пат си во емисија, така? Не, втор пат. И од ја имам една емисија снимана. Со Стојана Стојанов? Да. Со водителката Стојана Стојанов на Јојо емисија, воедно и организаторот на Јојо фестивалот. Значи ти си седмо оделение, сега почна седмо оделение, 12 години и од кога еве се занимаваш, од кога почна прв пат да пееш и да сметаш дека можеш со музиката да направиш многу? Јас уште од многу мала пеам, меѓутоа мојот талент мајка ми, татко ми го открија пред 1-2 години, кога прв пат решив да се пријавам на Јојо фестивал. И тоа беше баш ненадејно, бидејќи јас пеев, но не го знаевме мојот талент, не знаевме дека имам талент за пеење. Така почнав и таа желба почна да се шири и секој ден во секој слободен миг јас пеам низ дома. Затоа и ме слушнате. Значи, ки твоите баба и дедо ги расположуваш. Да. Така. Не знам за која песна стануваше збор, не е ни битно. Еве, ние веќе слушнавме една на почетокот, како најава, како интро за тоа што ќе следува во продолжението од нашата емисија Шанк. Марија, ти кога еве се пријави првата година на фестивал 2014, така ли? Имаше промени еве во училиштето, стана популарна од претходно или? Нема некоја огромна разлика, бидејќи сите знаат дека знам да пеам и имав дори прилика на патронатот да пеам на училиштето. Тие почнаа да ме гледат во друг аспект, сакат да се дружат со мене, да, и никогаш не сум имала проблем со друштвото. Сакат да се дружат со мене, на музичко често ме тераат да пеам и тоа многу ме радува, бидејќи тие ми се една голема подршка на мене во пеењето и во Значи секаде да се пристапи каде што ти настапуваш на некој начин, така ли? Ти настапуваш на двата Јојо фестивала, 2014 и 2016. Имаш една година пауза, зошто? Затоа што не знам како да го објаснам тоа, значи таа година
мислев да не биде како едно по една година, бидејќи Да не станеш досадна, сакаш да да, кажеш на некој да, начин? на некој начин тоа, а и година малце како и не пеев. Не беше во форма на Да, некој начин. да. А може би да не си била да немал некои здравствени причини поради тоа што не си била присутна. Не, немаше никакви здравствени причини. Така, едноставно... Значи не е била настинката во прашање. Не, настинката, мислам, не може цела година да ме држи настинка. Добро, право можеш за период баш кога треба да настапуваш на еден фестивал. Која беше првата песна на Јојо фестивал? Првата песна беше Палавко, мојата прва песна што настапив со неа. Ding ding dong, школско звонче вика. Ding dong, секој на часита. Ding dong, школско звонче звони. Сите сме во училница, само не и Тони. Тони, Палавко, сега ти не знаеш, но кога ќе пораснеш, многу ќе се каеш. Тони, Палавко, сега ти не знаеш, но кога ќе пораснеш, многу ќе се каеш. Тоа беше големо искуство, Чиј е верувате со текстот неа. и аранжман? И Текстот музиката? е на мајка ми. Мамо Текстот. беше текстот. Сега музика Вангелица, значи на Панчурева, да. Аранжманот и музиката не сум сигурна кој ги пишувал. Да. Без разлика. А втората песна беше? Втората песна е Карневал. Напишена е од Елисавета Бончева, мојата наставничка по соло пеење, и тоа сосем случајно. И нејзиниот маж Александар Бончев, музиката. Бевме на гости кај баба ми во Струмица. Се погоди маскен бал, а в сабота голем карневал. Дечињата ги има знај, маскирани сите во сјај. Во недела детски карневал, од рангот на светски маскен бал. Карневал, чини светот цел се збрал, маски луди, секој да се чуди. Карневал, чини светот цел се збрал, костуми во бои, леле луѓе мои. Карневал, чини светот цел се збрал, маски луди, секој да се чуди. Карневал, чини светот цел се збрал, костуми во бои, леле луѓе мои. Значи ти си веќе запишена на музичко. Да, јас на музичко одам веќе 6 или 7 години. А На пеам... соло пеење, така? Не, соло пеење нема во музичкото, смер како да учиш. На инструмент. Да, на инструмент. 6 или 7 години свирам клавир, а 2 години свирам флейта. Значи, ја продолжуваш на некој начин традицијата во вашата фамилија, затоа што знам дека на флейта и твојата мајка исто Да. така свиреше многу одамна. Не знам што направи таа, не продолжи. Не Застана продолжи. само на почетокот каде што и почна. Почна. Се обиде и нејзиниот брат, еве ќе го спомнам, Кира Бардаров, и тој имаше исто така обиди да прави нешто со флейтата, меѓутоа не му успеа, Не но му затоа успеа. еве има надеж некој тоа да го продолжи и да го направи доста добро, односно да свири на флейта доста добро и да направи нешто повеќе од тие што го направија претходно, кој што само им беше обид на некој Обид, да. начин. Да, ти еве професионално можеш со тоа да се занимаваш. Значи можеш да музицираш на флейта, на клавир и да пееш. Пеем во така? исто време, да. Ајде да раскршиме малку со разговорот. Јас еве ќе оставам да слушнеме уште една песна, уште една акапела изведба од тебе. Мислам дека сега тоа што ќе слушнеме од нашата струмиченка Александра Јанова, Да. така ли? Па ајде да слушнеме уште една песна од тебе, па потоа ќе продолжиме повторно со разговорот и на крајот нормално за крај ќе слушнеме уште една. Чувај ме, кога денот ќе ме свие. Пази ме, кога мракот ќе ме сокрие. Тоа го барав, со тебе го најдов. Единствено ми беше сонце, но сонце ти ми скри. Кажи ми,
Кажи небо, моя сино, кажи ми, каде сонце ми се скрило, зад кои врвови, во кое море, а сега негде отаму ми праќа само зрак. Не враќај спомени, сози исплакани, не враќај ги ноките, долги неспиени, не враќај ја надежта, бока во срцето, едно ти врати ми го сонцето, еден зрак, не праќај ми, цело сонце прати ми, не враќај, не враќај спомени, сози исплакани, не враќај ги ноките, долги неспиени, не враќај ја надежта, бока во срцето, едно ти врати ми го сонцето. Имаш некој идол, Александра Јанова? Да, таа ми е идол, имам уште многу. Уште многу од светската музика, од светските Да. познати звезди. Ајде да слушнеме како кого еве на пример сака да биде Марија. Па Бионсе, може, Ријана, нешто. Сите ги одбират ја. Зошто? Затоа што имаат висок глас. Да, имат висок глас и дефинитивно знаат многу убаво да се најдат на сцена. Да, и плюс имаат сценски настап добар, така? Да, добар сценски Ти знаеш да настап. играш исто така? Знам, зависи со која песна. Например, со моите песни ќе си смислам кореографија, што Ти не ја беше. правиш, ти ја измислиш Да. кореографијата? Браво. Е, Тоа е, мислам, сакам да напреднувам во моето пење. Значи, доста си млада, а веќе размислуваш за многу поголеми настапи. Да, да. Браво, браво. Имаш настапувано освен на овој фестивалот на некои други фестивали или еве на некои други, например, места, може би во некоја соседна држава, некој надпреварување и така натаму, или може би овде во Македонија? Не, имам на патронатот во Струмица, на Никола Вапцаров училиштето. Настапувано, секојдневно пеем дома и кога ќе се собираат на тата другарите, тогаш јас сум. Ти си главна. Да, звездата на вечер. Значи сега беше и овој фестивал од пред некое време, значи имаш година време да се спремиш за наредниот фестивал. Не размислуваш за некој друг фестивал? Еве нема некоја понуда од некаде на друго место да се појави Марија? Па да, сега скоро добив како понуда нешто. Значи, јас пред два дена си дојдов од одмор и таму пеев. Така, бевме во камп и таму пеев. После тоа, утрото, една жена со нејната пријателка дојде и праша кој толку убаво пеел. Значи нешто слично како мене, така? Да, и рече дека незиниот маж има некоја песна која не знал на кој да ја даде. И размислува на мене да ја даде, така да очекувам повик од нив. Значи, ќе имаш нова песна, трета, така? Две имаш досега? Да, две имам досега, па ако се согласат да ми ја дадат на мене. Значи, пополека, одима ние кон албум за година, две, ќе направиме првиот албум, така ли? Па, не знам. Еве, од човекот една, уште една ќе се најде од некаде, некој сега можеби набрзо ќе добиеш некој повик за некое надпреварување, можеби во некоја друга држава. Еве како да спомнеме Тина Русева, таа прошета на низ повеќе држави, да, и учествуваше на многу фестивали. Значи имаме потенцијал ние струмичани, еве можете да видите дека Струмица има навистина иднина кога станува збор за вокални способности на девојчиња. Значи девојките се поталентирани некако за пеење, гледам од машките во нашиот крај.
не знам зошто така, меѓутоа многу повеќе има девојки кои што знаат да пеат отколку машки кои, мислам, има пеат машки Пеат, да. многумина, меѓутоа не се на некој ниво на кое што се девојките, така ли? Е, Дали го делиш мислењето со мене? Да, го делам мислењето. Повеќе сме девојчиња што убаво пееме. Мислам, има и машки, но или некој неска да се истакне, или не знам, не икат едноставно да пеат, а има со убав глас, познавам доста. Меѓутоа, еве не се решени да се надоградуваат и да одат во понатаму. Колку од твојата, еве, од твојот клас, единствена се ти кој што пееш, нема некој? Да, јас сум единствена која пее, нема друг. Единствен пеач во класот, така ли? Да. Значи, кога станува збор за расположение во класот, се знае кој тоа треба да го направи. На секој час по музичко. Освен на секој час по музичко и на некојаш кога е потребно, така ли? Да, да, да. Марија, има нешто да кажеш кое, што еве јас не те прашав, а ти сакаш да го кажеш? Само сакам да кажем дека многу се заблагодарувам на Елисавета Бончева, односно мојата наставничка по соло пеење и на цела моја фамилија што многу ме поддржуваат во ова. Тоа е тоа што сакам јас да кажам. Значи, една благодарност еве и од нас до нив, затоа што еве затоа што еве ваков талент навистина заслужува да добива поддршки и да се развие и да стане еден голем професионален пеач или пеачка. Марија, јас ти благодарим, еве за крај ќе слушнеме уште една твоја изведба, уште едно твоја капела изведување. Не знам за кого станува збор сега. Ајде се да ме откриеш. Првите две ги слушнавме. Да. Третата е од Марија Шерифовиќ, Умор Белина. Ајде да ја слушнеме Марија, интерпретацијата на Марија Шерифовиќ, и тука ти се заблагодарам уште еднаш што еве беше дел од нашата емисија. Шенки, ти посакувам многу успех и се надевам дека наредниот пат веќе ќе имаме тука и еден албум кој што ќе го презентираме во нашата емисија, Шенка. Благодарам. Погледам у тебе и све ми мирише на крај. Лед с твоих хладних руку на кожи осеćam. Nije mi žao, ja u sebi ponavljam. Zastava bela za bol što osjećam. Ne znam, ne mogu više ni da se pretvaram. Niz obraze kapi odlaze. Ne gledaj me, trago coli, još me boli. Ne želim mir, ne želim nadu. Bez tebe ni miran san, ni svetu zlatu. Bez tebe i neću da dišem, ni da se budim. Bez tebe ja u moru pelina. Ne želim lek, ne želim nadu. Bez tebe ni miran san, ni svetu zlatu. Bez tebe i neću da dišem, ni da se budim.